На 95% од вработените работното време им завршува помеѓу 15 и 16 часот, а општинската администрација од денес работи од 7:30 до 15:30. Оваа одлука повторно ги разочара граѓаните, бидејќи како и досега тие повторно нема да знаат како да ги завршат административните процедури во општините. Мора да излезе, ама нема да пуштат. Иако имат повеќе работа, ти нема доволно работници, не пуштат да излават. Ја не би дозволила луѓето што се у конфекциите да одат да се извршат работата, па да се враќат на работа. Со тоа губе газдата, работникот губе енергијата за работа. Подобро би било смената како оде по конфекциите, така и да се завршат работните обврски. Да општината дојде покасно на работа, за покасно да работи. Токму тоа ќе излеземе порано значи дека крајно непрактичната и штетна одлука ќе ја плати или стопанството или граѓаните, чие отсуство од работа во поголем број случаи нема да биде платено. Колку е тоа може да се предпостави, но во прашање се илјадници работни часови дневно и уште толку нервоза. Под услов работата да се заврши за тој еден час. Дел од општините одлучија работното време да го остават до 16 или до 16:30 часот, како што е случајот со Кочани, Чешиново, Облешево, Пехчево, Делчево, Зрновци и Виница. Од тука прашањето до тие што времето за работа го сменија е дали ова укажување на владата мораше безусловно да се прифати. Одговор на ова прашање не добивме од ниту еден градоначелник, зашто поради семинар сите беа недостапни. Како и да е, и тие во владата и тие во општините морале да знаат дека на пример во Германија, Словенија и многу други земји најмалку еден ден во неделата администрацијата работи втора смена, а во уште еден ден работното време им започнува и завршува 2 часа подоцна. Толку ли е тешко да се размисли?